Поштовани новинари, добар ден на сите. Навистина би сакал да ја изразам мојата лична благодарност за тоа што и партијата од која што доаѓам овој месец првично во рамки на тематските пресконференции го посвети на солидарноста, која што е карактеристика и основна задача на моето министерство, министерството во кое што јас функционирам. И со особена чест прифатив денеска да ја информирам македонската јавност за еден од најсуштинските проекти кои што ова министерство ги работи, а се однесува на остварување на правата на ранливите категории и тоа на оние категории на кои што најмногу им е потребна грижа, а тоа се лицата со посебни потреби, за децата без родители и децата кои што имаат воспитно-социјални проблеми. Имено во Република Македонија, уште во почетокот на 90-тите години е започнат процесот на деинституционализација. Тоа е еден од најхуманите проекти, процеси кои што се спроведуваат во Република Македонија. Владата на ВМРО ДПМН, тргнувајќи од принципот на солидарност, во 2007 година во декември месец ја донесе Националната стратегија за деинституционализација 2008-2018 година, која што започна првично да се имплементира во рамки на специјалниот завод Демир Капија и со имплементацијата на оваа програма и со имплементацијата на оваа стратегија започнавме со практично извлекување на лицата од институциите како што е специјалниот завод во Демир Капија и нивно сместување во стамбени единици. Согласно Националната стратегија, до сега се отворени 10 стамбени единици за самостојно живење на лицата со посебни потреби и исклучително голема е поддршката која што ја добиваме од локалната заедница. 8 стамбени единици се отворени во регионот Неготино, Демир Капија, во близина на специјалниот завод, а 2 се отворени во Скопје. До сега се опфатени околу 40 корисници кои што се сместени и живеат и функционираат во стамбените единици. Во наредниот период планирани се активности за отварање на уште дополнителни 3 служби за домување со поддршка во заедницата, и тоа 24 стамбени единици, од тоа 16 во Скопје и уште 8 стамбени единици во регионот Неготино, Кавадарци. Во наредниот период, тргнувајќи од солидарноста, ќе се превземат активности за проширување на постоечката мрежа и изнаоѓање на нови форми на вонинституционална заштита и на децата без родители и родителска грижа, и лицата со пречки во телесниот развој со цел нивна полесна инклузија во рамки на локалната заедница и во рамки на секојдневниот живот. Во моментов пилотиравме во Берово, каде што отворивме мал групен дом за деца без родители и родителска грижа. Таму се сместени 5 деца од регионот и морам да кажам дека многу подобро и поправилно се развиваат од сите оние кои што досега биле сместувани во рамки на институциите, и со задоволство можам да кажам дека станува збор за многу посрекно и поправилно развивање на тие деца во секојдневното живење и функционирање. Промовирањето на социјалната инклузија, односно вклученост, солидарност и почитувањето на човековите права се едни од темелните вредности на Европската Унија, преку тоа и на ВМРО ДПМН и на владата на Република Македонија. Инклузијата сама по себе не подразбира изедначување на сите луѓе, туку уважување на различностите на секој поединец. Инклузијата на секој поединец му возможува одлучување за сопствениот живот и превземање од одговорност. Без оглед на индивидуалните разлики, сите сакаме да чувствуваме припадност, да работиме, да бидеме сакани и почитувани. Според тоа, ВМРО ДПМН и во следниот период ќе продолжи со имплементирање на принципот на солидарност, на работа за сите групи, за сите подеднакво, преку сите капацитети кои што ги има во владата, преку сите капацитети кои што ги има во собранието. Ви благодарам на вниманието и доколку имате дополнителни прашања, повелете. Значи, во рамки на заводот во Демир Капија, до сега беше релативно променлива групата, бројот на луѓе, зашто се сместува луѓе. Значи, ние до сега имаме таму отприлика околу уште 240 корисника кои што се во моментов во Демир Капија, со тоа што последните 5 во следниот период ќе бидат исто така деинституционализирани. Морам да кажам дека е релативно
не е едноставен процес, но мислам дека во следниот период многу повеќе и поинтензивно ќе се имплементира, посебно затоа што следува интензивирање на целиот процес за Скопје, а некаде околу 80 на корисници кои што се сместени во Демир Капија се скопски жители, така да во следниот период многу поинтензивно ќе оди затоа што дел од тие луѓе ќе бидат деинституционализирани, односно сместени во стамбени единици во Скопје. Јас сакам да прашам за детето за Силмир Џановиќ, дали ќе се повиши Министерството за трошоците за неговата политика? Министерството за труд и социјална политика, значи ги во рамки на трошоците за погреб генерално ние секогаш имаме посебен фонд во кој што рефундираме средства за трошоци. Ние во конкретниот случај сега навистина јас не можам да кажам колку ќе бидат и кога ќе бидат, но сме излегувале во пресед за многу случаи, така да не гледам причина зашто да не излеземе и во случајов во пресед. Навистина станува збор за еден специфичен случај во кој што премногу веќе се говореше и станува збор за едно детенце кое што имаше навистина немила судбина, но мислам дека ќе нема да има проблем затоа што до сега многу пати сме помагале, посебно во еден куп случаи, така да овде во најмала рака ако нешто значи тоа во целава ситуација после смртта на детето, не гледам причина зашто да не помогнеме и овој пат. Да. И за СОС штамповите требаше вчера да бидат отворени зашто се СОС маркетите значи ќе бидат отворени. Веројатно следната недела Министерството имаше обврска да ги изработи картичките. Ние ги изработивме картичките, но имаше известни сугестии од страна на маркетите за кои што можам да повторам дека беше тоа нивна иницијатива, нивен проект. Имаше известно барање за определени гаранции околу евентуална намалување на ризикот од злоупотреба на истите, па ние сега го имплементиравме тоа дополнително заштитата на самите картички и мислам дека следната недела веќе ќе се заврши, но од друга страна се уште останува обврската и на самите маркети да кажат да, еве од денеска веќе сме подготвени, за да ние можеме веќе истите да ги процесираме, односно поделиме по корисниците, за да потоа истите може да пазарат во специјално обележаните СОС маркети. Со тоа што зависно од типот, едните маркети решија да прават посебни маркети, специјално за оваа намена, а едните решија дека во рамки на постојните маркети ќе имаат СОС цени, да ги кажам, затоа што немаат доволно просторни услови за да истите ги отворат во овој момент, но во многу брзо време, значи јас верувам следнава недела, зашто веќе ги завршивме сите подготовки, а и се усогласивме комплет со маркетите во делот на заштитата од евентуална злоупотреба. Благодарам. Тоа е тоа, така? Фала ви многу.